Пред законот сите сме еднакви. Многу се лажете ако помислувате дека полицијата ќе ви прогледа низ прсти бидејќи сте јавни личности. Сведоци сме дека барем во Америка, многумина од светски познатите пејачи, актери и спортисти завршувале зад решетки и одговарале за делата што ги сториле. Дури се случували и убиства, силување, физички пресметки, сокривање данок и што ли уште не. За среќа на нашата јавна сцена такви примери немало, освен некои ситни и не толку страшни кривични и прекршочни дела. Обично тоа било за физички пресметки, конзумирање на лесна дрога и слично. Да започнеме со ред. Сигурно уште ви се свежи сеќавањата кога полицијата пред неколку години го опси познатиот актер Кирил Поп Христов. Причина за тоа беше наводното производство на марихуана на негов приватен имот. Кили поради тоа заврши зад решетки, а веднаш по неговото излегување на слобода, тој се присели да живее на далечниот Еквадор. Проблеми со законот има и новинарот Антонио Димитриевски и менаџерот Кристијан Стефановски. Двајцата пред неколку години се степаа пред универзална сала, а причината за тоа, како што тогаш се пишуваше низ медиумите, биле провокациите од Кристијан кон Антонио, при што овој го нападнал со тупаници. Се разбира, нивниот случај заврши на суд. Во евиденцијата на МВР влезе и популарниот ракометар на РК Вардар, Столе Стоилов, кој наводно учествуваше во тепачка пред една позната пекара. За овој случај беше отворен предмет во Министерството за внатрешни работи, меѓутоа јавноста не ја дозна разврската. Во 2012 година, полицијата во Грција, поточно на траект за на островот Тасос, уопси 4 македонци со 100 грама марихуана и 5 грама непознат прав. Тогаш медиумите во нашата земја веднаш информираа за овој случај и напишаа дека се работи за млади момчиња од 23 до 30 години, а меѓу нив и актерот театарот комедија, меѓутоа не беше објавено неговото име. Сепак чаршијата низ Скопје зборуваше дека станува збор за актерот Атанас Атанасовски, но тоа беа само спекулации. Исто така и пејачот Ѓорги Крстевски пред 10 години си имаше проблеми со законот. Причината за тоа беше дека тој физички го нападнал момчето со кое го изневерувала неговата тогашна девојка Розе, која воедно беше и негова менаџерка. Случајот бил пријавен во полиција, но понатамошни детали не се соопштија.